Кратки најави за денес. Председателот на Собранието Африм Гаши во прва официјална посета на Охрид. Повредените лица од обезбедувањето на Гаши во сообраќајката при неговото доаѓање во Охрид се во добра состојба. Само со сериозни инвестиции во спортската инфраструктура може да се развива спортски туризам. Пиротехника не, безбедност пред се. Кампања на МВР за новогодишните празници. Промовирана книгата Охридски драмски писатели од Димитар Пандев и Славе Ѓорготиновски. Ова беа кратките најави за настаните во денешниот дневник, но прво да ја погледнеме временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени слаби врнежи од дожд и максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во сабота над Северно море ќе се наоѓа силен циклон кој што во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите и во Скандинавија врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во централните, јужните и источните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Врнежите од дожд кои што во текот на ноќта ќе започнат во Македонија, ќе продолжат и во утринските и во предпладневните часови, кога ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а над 1200 метри со врнежи од снег. Во попладневните часови врнежите постепено ќе престануваат и ќе доаѓа до намалување на облачноста. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот и ќе се движат во интервал од -4 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 4, односно до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер со 20 км на час. Во попладневните часови врнежите ќе престанат. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 9 степени. Во Охрид во недела, по студеното утро, во текот на денот ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните и во вечерните часови повторно ќе имаме нестабилно време со врнежи од дожд. Дневната температура ќе се искачи до 7 степен Целзиусов. Во понеделник и вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Локално со услови за слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 3, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бау-центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бау-центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Непосредниот контакт со граѓаните е најважниот елемент во парламентарната демократија. И избраниот пратеник не само за време на изборите, туку и во текот на мандатот треба да биде достапен, истакна председателот на собранието Африм Гаши при денешната посета на пратеничките канцеларии за контакт со граѓаните во Охрид. Тој при својата прва официјална посета на Охрид оствари средба со градоначалникот Кирил Пецаков. Председателот на собранието Африм Гаши денеска беше во посета на Охрид во рамки на проектот Пратениците поблиску до граѓаните преку пратеничките канцеларии во општините. Гаши се информира како функционираат канцелариите, дали има заинтересираност кај охријани за средби со нивните избраници во законодавниот дом. Непосредниот контакт со граѓаните е најважниот елемент на парламентарната демократија и избраниот пратеник не само за време на изборите, туку и во текот на мандатот треба да биде достапен, истакна Гаши. Мислам дека овде е се во ред во Охрид. Нормално секогаш може подобро, но по тоа што го слушам од моите колеги пратеници дека има средби, често се гледаат и не само тука. Значи охриѓани нели сакаат повеќе покрај езеро, ама и канцелариите се една од можностите да се видат со граѓаните. Секој петок, за да може да пратениците да бидат во контакт со граѓаните. Тоа разговаравме, ние како собрание се обидуваме да не закажуваме седница. И колку што се сеќавам, ја за 6 месеци само еден петок сме имале седница, воопшто избегнуваме. Но еве слушам од колегите пратеници дека има често се случува да комисии заседаваат во петок. Ке гледаме да разговараме со председателите на комисиите да го ослободат тој ден, затоа што и така и по деловник е планирано петок да биде ден за контакт со граѓаните.
Председателот на собранието при својата прва официјална посета на Охрид оствари протоколарна средба со градоначалникот Кирил Пецаков. На средбата градоначалникот го информира гостинот за функционирањето на локалната власт и еден од најбитните проекти на актуелното раководство, раздолжувањето на општината. Стана збори за останатите крупни проекти за кои во тек се постапките за градба, катна гаража, основно училиште, прочистителна станица кај село Трапеица, изградба на плоштадот Крушевска република и спортска сала во село Лескоец. Двете страни разменија мислења за Охрид како посебна општина во однос на останатите, како најбитен туристички центар заштитен од УНЕСКО, кој одлично ја промовира државава во светов, соопштија од кабинетот на градоначалникот Пецаков. Првиот парламентарец во Охрид го посети семејството Филеви и се запозна со изработката на познатите охридски бисери. Сообраќајна несреќа се случи предпладнево при доаѓањето на председателот на собранието во Охрид. Трите повредени лица од обезбедувањето на гаши, кои со возило на МВР излета од автопатот во изградба кај Новосело, се во добра здравствена состојба. Возило од обезбедувањето на председателот на собранието Африм Гаши при неговото доаѓање во официјална посета на Охрид утрово излета на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на Новосело. Повредените лица од обезбедувањето беа пренесени во болница и се во добра здравствена состојба, според информациите на собранискиот спикер Гаши кој ги посетил повредените. Од директорот на болницата Свети Еразмо и докторите Гаши бил информиран дека нема потешка повреда, но дека ќе бидат задржани на обсервација. Јас лично ги видов сите тројца припадници на безбедност што се во делот од обезбедувањето. Сите се добри, контактибилни, ми кажува како се случил настанот. За жал, тоа е уште една порака за сите кои работат во патот Охрид-Кичево да се работи уште по-брзо и по-квалитетно, затоа што сите граѓани патат од тоа. А ниту еден од нас не е имун на таквите работи, ни се случува. На секој граѓанин може да му се случи. Им посакувам да оздрават што побрзо и посакувам на никого не му се случи. Во 10 часот и 45 минути утрово во СВР Охрид било пријавено дека на автопатот во изградба Охрид-Кичево во близина на селото Новосело, општина Дебрца, од патот излетало патничко моторно возило Seat Altea, собственост на Министерството за внатрешни работи. По преземените мерки од страна на полициски службеници утврдено е дека возилото било управувано од 37 годишен полициски службеник од Скопје, а во возилото се наоѓале уште двајца полициски службеници. На местото на настанот ним им е укажана медицинска помош од страна на екипа од итната медицинска помош од Охрид. Тие веднаш се префрлени во болницата Свети Еразмо во Охрид. По наредба најавен обвинител, увид на местото на несреќата извршиле полициски службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. Охрид добива современо фудбалско игралиште. По обновата на источната ќе се реконструираат и останатите трибини. Само со сериозни инвестиции во спортската инфраструктура ќе може да се развива и спортски туризам. Охрид добива современ спортски центар. По обновата на источната наскоро ќе започне реконструкцијата и на западната трибина на градското фудбалско игралиште. За овој проект обезбедени се финансии од ФФМ. Ќе се обноват и јужната и северната трибина, со финансии обезбедени од општина Охрид. Со ова на охридските терени, кои ќе ги задоволуваат стандардите на ФИФА и УЕФА, ќе може да се играат меѓународни надпревари. Западната трибина ќе изработи ФФМ, таа ќе инвестира, а јужното и северното игралиште ќе направи општина Охрид. Западната трибина ќе може да прими 3500 гледачи, а јужната и северната трибина ќе можат по 1000 гледачи, со што веќе направената трибина од 2000 гледачи на источната страна, вкупниот број на гледачи кој што ќе може да ги прими овој стадион ќе биде над 7500 гледачи, со што ќе ги исполни сите стандарди за одржување на меѓународни надпревари од највисок ранг.
спортот за општина Охрид е на највисок приоритет, со што општина Охрид и јавното претпријатие Билјанин извори вложуваат во спортските објекти кои што се во склоп на јавното претпријатие Билјанин извори. Сакам да напоменам дел годинава инсталиравме осветлување на теренот со вештачка трева, со што тренинзите на спортските клубови кои што гравитираат на општина Охрид, нормално и други клубови кои што ќе дојдат на припреми, може да ги користат и во вечерните часови. Само со сериозни инвестиции во спортска инфраструктура ќе може да се развива и спортски туризам. Овие објекти допринесуваат за развој на спортскиот туризам. Општина Охрид како никогаш досега ги поддржува спортските клубови од Охрид, со што им дава субвенции за организирање на меѓународни турнири. Со тие меѓународни турнири ни доаѓаат неколку илјади дечина, нормално и други посетители, кои што ќе ги користат овие терени и им овозможуваме и ги охрабруваме што повеќе да организира такви терени и нормално да имаме што повеќе посетители во градот. Во меѓувреме привршува изградбата на ново спортско игралиште во близина на Охридската касарна во населбата Црногорци. Новото игралиште ќе може да го користат децата од тој дел на градот, но и локалните клубови. Под мотото «Пиротехника не е безбедност пред се», Министерството за внатрешни работи продолжува со превентивни кампањи, со цел на граѓаните да им се укаже за можните последици од употребата на петарди и други пиротехнички средства, посебно пред и за време на новогодишните и божикните празници. Во соработка со Црвениот крст, Министерството спроведува низа активности, се делат летови со едукативна содржина, се организираат показни вежби на кои граѓаните можат да видат какви се последици може да имаат употребата на пиротехнички средства. Министерството за внатрешни работи презема и репресивни мерки со цел санкционирање на употребата на петарди и други пиротехнички средства и ги потсетува граѓаните на законските одредби во кои е санкционирана употребата на пиротехнички средства и нивната нелегална продажба. Министерството за внатрешни работи во соработка со партнерите од невладините организации и други институции продолжува со активностите во оваа насока и уште еднаш апелираме да не се употребува апел и до родителите да не им купуваат пиротехника на своите деца, затоа што тоа може да има трагични последици. Традиционален предновогодишен германски базар во вторник 10 декември на градскиот плоштад во Охрид. На иницијатива на Сдруженијето на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија, а со поддршка на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и Гете институтот од Скопје, на 10 декември во периодот 17 до 18:30 часот, на Охридскиот плоштад пред споменикот на Свети Климент Охридски ќе се одржи традиционален предновогодишен германски базар. На базарот со свој новогодишни ракотворби и вкусна храна ќе се представат учениците од основните и средните училишта од општина Охрид, кои го изучуваат германскиот јазик, но истовремено се и љубители на германската култура. Особен придонес за одржување на оваа манифестација имаат општествено одговорни компании од Охрид, Црвен крст Охрид, како и СВР Охрид, кои ќе се грижат за безбедноста на сите присутни, информираат организаторите. Промовирана книгата Охридски драмски писатели од Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Оваа книга е 10-тото издание на едицијата Охридско книжевно наследство, која се реализираше со поддршка на општина Охрид. Во рамки на свечената програма за чествување на патронот на Охрид Свети Климент Охридски, денеска беше промовирана книгата Охридски драмски писатели од Димитар Пандев и Славе Ѓоргодимовски. Оваа книга е 10-то издание на едицијата Охридско книжевно наследство, која се реализираше со поддршка на општина Охрид. Во рамки на промоцијата своја обраќање пред присутните гости имаше председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски. Осврт кон творештвото на охридските драмски писатели за нивното значење во националната македонска историја даде промоторот на книгата професор доктор Валентина Божиновска. Уредник на ова издание и на едицијата Охридско книжевно наследство е Митре Велјановски. Авторите на книгата Охридски драмски писатели професор доктор Димитар Пандев и македонскиот поет Славе Ѓоргодимовски упатија благодарност за поддршката и изразија надеж дека ова дело ќе биде промовирано во повеќе институции
продукција од културата и во македонските театри и дека ќе придонесе во зачувување и промовирање на македонската драмска уметност. Во изведба на младите талентирани актери од Охридското детско драмско студио Цвет 75, во рамки на промоцијата беше изведена сцена од благословена Земјо Климентова од охридскиот драмски писател Коста Фортомар. Книгата Охридски драмски писатели е објавена во тираж од 300 примероци кои беа поделени на библиотеките од културните и образовните институции во Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Земјотрес со јачина од 7 степени според Рихтеровата скала ја погоди Калифорнија. Епицентарот на земјотресот бил на 80 километри југозападно од градот Еурека, Калифорнија во Тихиот океан, објави Американскиот геолошки институт. Биле забележани и неколку последователни потреси помеѓу 2,5 и 5,8 степени според Рихтеровата скала. Гувернерот на Калифорнија прогласи вонредна состојба во државата поради земјотресот. Само што овластив прогласување вонредна состојба за да дозволам повеќе ресурси да одат таму каде што се потребни за итен одговор на земјотресот со јачина од 7 степени по Рихтер, напишал гувернерот на социјалните мрежи. Државните власти работат на информирање на жителите. Првично беше издадено предупредување за цунами, но подоцна тоа беше укинато. Пожар во синагога во Мелбурн, Австралија. Едно лице е повредено. Наводно станува збор за антисемитски напад кој го осудија еврејските групи и австралискиот премиер, пренесува CNN. Полицијата трага по 2 маскирани лица кои внатре во синагогата фрлиле запаллива течност, пошто избил пожарот, а тие побегнале. Неколкуте луѓе кои биле во синагогата истрчале надвор од задната врата. Целото место изгорело прилично брзо, изјавил член на одборот на синагогата. Полицајците од одредот за подметнување пожари и експлозиви на полицијата во Викторија го истражуваат како што велат овој намерен напад врз еден од најзначајните еврејски центри во Австралија. Од почетокот на војната помеѓу Израел и Хамас во Газа влошени се тензиите меѓу произраелските и пропалестинските групи во Австралија. Од тогаш владата потрошила 25 милиони австралиски долари за зголемена безбедност на еврејските заедници низ целата земја и воведе други мерки за таргетирање на криминалот од верска омраза. Пред одржувањето на вториот круг од претседателските избори во Романија, синоќа околу 3000 луѓе марширале во Букурешт извикувајќи слобода и Европа, барајќи Романија да го задржи проевропскиот пат. Во вториот круг влегоа проевропскиот центристички кандидат Елена Ласкони и независниот Калин Георгеску, кој победи во првиот круг, но противничките кандидати го обвинија за изборно влијание од Русија. Првото место на Георгеску предизвика стравување и протести, особено кај помладите романци во врска со иднината на демократијата во земјата. Исходот од вториот круг од претседателските избори ќе се смета за референдум за идната надворешна политичка ориентација на земјата, изјавил политиколог од Универзитетот во Цирих. Георгеско е критичар на Европската унија и НАТО, но тврди дека не се залага за нивно напуштање, туку сака да ја стави Романија на светската мапа. Како и неговиот идол, американскиот претседател Доналд Трамп, Георгеску се противи на било каква воена помош за Украина. Улогата на претседателот во Романија е главно церемонијална, но тој го назначува премиерот, што е од клучно значење за развојот на земјата и за незината надворешна политика. Невреме пропратено со поројни дождови, снег и силен ветер ја погоди Европа. Овој ветер, како што наведува Ирската метеоролошка служба, е дел од олујна депресија на која и дале име Дарак. Ветровите на приморието на Ваденските острови во Холандија достигнале брзина до 130 км на час, односно 9 на Бофоровата скала. Аеродромот Шипхол најавил откажување на 100 летови, а многу летови доцнеле. Пријавени се прекини и во патниот и во железничкиот сообраќај. Операторот на железничката инфраструктура изјавил дека ветерот предизвикал прекини и во железничкиот сообраќај поради патнати трвија. Холандскиот метеоролошки институт издал жолт метеоаларм. Ирска и Велика Британија исто така се погодени од олујни ветрови, а во Франција најсилните удари на ветер се очекуваат на северот и југозападот на државата. Временските услови и условите за патување поради зимската олуја брзо ќе се влошат и во Централна Европа за време на викендов. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.